поддржано од парфимерија Ноир. Ајде. Ајде да ти отворам. Стига. Како сезаме, отвори се. Беш малку вонредни состојби. Ајде, Мишевски, добре дојде. Ајде, добро те најдов. Како е? Одма од работа? Снежно. На работа, треба Работа на снежно. Дај ќе оклеме вака некако. Оти назад имам и опрема. И поклончиња. Имам и пар нови југо, ако ти студи. Топ си е, топ. Нема да ни е. Може да се клеј само појас или ќе го вадиш тоа? Да. Ајде. Ова е најинтересно студио до сега. Кажи, вака не те има никој снимано да се Никој. вакво студио. А не ти е прв пат во југото, така? Не ми е прв. Си имаме возено. Како Проверен терен. Да, проверен терен. Чекај, ќе оклеме вака до назад. Океј. Да рафтајте, клај си појасче, да те озвучиме и да го започнеме југо возењето. Може што така малце југо не се врти. Ќе го најдиме, ете, по таму кај тебе. Чујте. Предизвик е малку југо да се вози, гледаш? Да. Ајте знат, нема многу со југо. Нема многу со југо вистина дестинас. Моментално идиш од надпревар, така? Да. Коментираш Ракомет. ракомет. Има често ова сезона, секој втор ден, трет ден. Така. Да се коментира ракомет, то ти, оп, чекаме малце во спротивна насока и да гледаш. И вакви работи се дешават. То ти работат 30 години, така ова година ти прослави 30 Точно години 30 јубилеј. години, да. Па како е да се биде спортски новинар во Македонија 30 години? Има материјал, имаме успеси, падови, шо не? Има се и се што се зависи на кому му е поставено прашањето, да, пошто јас сум ентузијаст, секогаш Да. сакав да ја работам ова работа, мислам дека сум и предодреден да ја работам ова работа и мене не ми е тешко, иначе има многу колеги, пријатели, познаници кои на првата пречка, на некој од пречките се откажуваат, така да не е А лесно. има пречки? Има доста, еве во последните неколку години многу колеги ја сменија професијата, дури колеги кои што години, децении биле во новинарството, се Новинарите откажуваат заминаа во маркетинг. маркетинг или IP сектор. Да, Најчесто, најчесто така се најчесто, оди. Што и еве да вистина од страна на новинарство слабо сме и со медиуми, и со новинари во градот, па и државата. Како стои тоа твое мислење? Не е сјајно, дефинитивно е. Памтиме сите и подобри времиња. Изумираат медиумите, некои се на апарати. Кога е спортското новинарство е уште по-лошо, бидејќи нема ниту една тематска спортска телевизија на македонски јазик, значи не е докрај дефинирано. Се со некоја рубрика или некоја содржина? Да, овие националните концесори имаат скромна спортска редакција, а дигиталните пакети се уште звучат на српски или на хрватски јазик, не е тоа докрај дефинирано. Так. Мислам дека сме единствена земја која што нема своја спортска телевизија на македонски јазик, на сопствен Тоа е јазик. вистина добро да се спомни. Да. А ти работи за многу медиуми. Да, работам за многу медиуми, последните неколку години коментирам за спорт клуб и за пофалба е што оваа странска компанија оди со тезата дека секој пренос треба да се работи од лице место и со коментатор од земјата од каде што доаѓа, па така првенството на Босна и Херцеговина го коментира боснански коментатор, на Словенија словенечки, на Македонија. Македонското си ти. Да, да. Ето така. Иначе си уредник на Голмака, најчитаниот спортски магазин во Да, Македонија. веќе 8 така? години, 9-та година, еден интересен предизвик, онлайн медиумите се во рапиден пораст секаде низ светот, посебно кај нас, со оглед на тоа што изумреа и пресот и весниците, спортски дневен спортски весник нема веќе 5-6 години, имаше еден кој што постоеше преку 20 години и беше некоја референца. Сега референца се онлайн медиумите, Голмака брзо си го најде своето место. Да. Има Јас како фантастична читаност. Точно, јас тоа сакав да кажам како човек што многу не прати спорт и не сум баш нешто, да речам, активен во тој дел од животот, Голмака често ми излегва на социјални мрежи и така натаму, тоа ми дава до знак дека тој портал е вистина читан. Па, И
Да. Јас и комплетниот тим сме презадоволни со оглед на тоа што целите кои што ги зацртавме некако за 3 години ги остваривме на една година, кои што ни беа Ама цели сте за квалитетен тим, и си знаете работата и тоа нормално ќе профункционира. Базата е од Битола, што е исто така интересна Многу работа, да се бидејќи спомни, така. единствен Некако без Битола не може да тргне работата. Спортот многу е врзан. Меѓутоа, национален медиум кој функционира само од Битола не може, па така да ние сме собствеништвото, уредничкиот тим од Битола, меѓутоа имаме своја редакција во Скопје, имаме Така, мора мрежа да на соработници из цела Македонија, така да Мишевски, одлично гледам ди. колона имаме малку овде, да те почастам едно кафенца и да си земиш од порталче. Знам Супер, дека ќе ти дојде добро, шеќер има ако сакаш, готово, земи се другите ако сакаш. Плюс, лајченце, ете така сите нишани да ги имаме, да ни е убав мабетот во југото, не да ни е спонтано лабаво, да не се стресираме. Колку е стресна ете твојата работа, кој ќе си на утакмица да коментираш или да, боже мој, да сгрешиш нешто во некој новинарски текст, нешто некој да си навредил, нешто да се случило, некоја таква ситуација, имаш да одвоиш? Секако дека е стресна, посебно најтешкиот дел од нашата работа е коментирањето, надпреварите во живо, надпреварите во кои што не може целосно да се предвиди што ќе се случи. Точно. И Ги нализе тука- место гледаш што се дешава Да, и тогаш да. коментираш. Да. Тешко е вистина. И тука треба да се биде внимателен, иако мора да кажам дека коментирање од лице место од стадион и коментирање од студио Не е исто. не е исто, далеко поубаво, далеко Адреналинот кај е поголем на секако стадион. на стадион, Така, опциите кои што ги има еден коментатор на стадион се многу поголеми, инаку од студио е тоа слично како Дома да како седиш, да дома. се- Значи сега со условите кои што постојат исто како дома. Адреналинот, возбудата, емоцијата, присуството на гледачи не е исто дефинитивно. Така, ова беше малку технички така во Да. во емисијата, за да те видиме, иако знам дека те познава голем дел од јавноста, бидејќи не си од вчера на екраните, па и гласот твој е доста препознатлив и од радије и од така натаму. Јас знам една приказна, се ќе ми потврдиш дали е точно или не, кога се бил дали основна или средна ученик ете во твојот живот, не си играл фудбал со школските, туку си ги гледал и си ги коментирал. Се припремаше за емисијата? Па морав. Јас отсекогаш сакав да ја работам ова работа која што ја работам денес и точно е дека во школските денови уште тогаш коментирав. Да. Опциите кои што ни ги даваа во бивша Југославија на телевизиски и пред се на радио преноси беа огромни, имаше многу квалитетен коментаторски кадар. Да. И во тој момент Имаше идоли тоа време? па модели можеби, рано е за идоли, меѓутоа интересни стилови на Кој што те коментирање. натера да Се размислуваш разговараме како за училишна возраст, значи се Така, уште да. за желба, за хоби. Да. Така да јас коментирав и имитирав коментатори уште од школска возраст, инаку игра фудбал. Игра фудбал и таму некаде до 25-та година играв интензивно фудбал, мал фудбал. И после се реше да бидам коментатор. Да, мислам и јас и претходно имав решено, бидејќи започнав да работам уште како средношколец, Како новинар? како новинар. Да, ќе одиме хронолошки малку да го запознаеме тој дел. Уште како средношколец, инаку игра фудбал и уште еден спорт кој што детално го практикував беше шахот. Таму некаде до исто 24 години играв професионално шах за клуб, доста напорно работев, тренирав, теорија, пракса и тоа е еден спорт кој што многу ми се допаѓа, меѓутоа ако не можеш комплетно да се посветиш, подобро е да не одиш понатаму во професионализација, бидејќи тоа е тежок, скап спорт ако сакаш усовршување. Така да јас го знаев правецот и фудбалот и шахот ми останаа хоби, а новинарството ми Ти стана остана секојдневие и професија, да. професија. Ете така, па знам дека во многу држави си бил, со работата можеш да коментираш и ако не грешам, бидејќи вистина сум слаб, морам да признам во овој дел на спортот, си официјален новинар за Македонија на светски и европски надпревари кои што се играат, така? Не би рекол официјален, меѓутоа присуствувам на скоро сите. На скоро сите си Да, ти и од тебе ги присуствувам. дознавам информациите, нели, они Да, што да. се шири во Македонија, е благодарение на тебе за тие информации. Има и други колеги кои што одат, меѓутоа на станите на кои што не е инволвирана Македонија или македонски клуб, многу ретки се спортските новинари.
често сум сам од Македонија на големите настани, некогаш колегите од македонската телевизија, но најчесто сум сам. Веќе долги години, 15-20 години одам по настани. Реков претходно дека спортските настани во живо имаат посебна магија. Јас имам и еден авантуристички дух, па сакам да патувам. На секој настан одам добро. Годишно колку патуваш? Па не знам, последните 5-6 години она што јас го евидентирам е дека близу 100-365 дена во годината сум надвор, значи 1/3 секој трет ден сум надвор негде. Меѓутоа пред време доста добро се организирам, сакам кога сум на некој настани, кога времето ми дозволува да останам неколку дена повеќе да прошеташ, да видиш нова култура, нови пријатели, нови колеги. Да, кога почнуваше, вака те вртам малку за намерно за да направиме малце цик-цак со муаветот, кога почнуваше, значи како новинар, очекуваше дека ќе имаш толку голем успех, дека веќе ќе почнеш да одиш на европски, на светски надпревари? Не, посебно заради тоа што беше друго време, заради тоа што започнав сепак како новинар во локална па регионална телевизија и не беше ниту лесно, а и македонските новинари не беа така не беше се така достапно за да се следи како денес, бидејќи денес со организација лесно, со летови, со акредитации лесно се стигува до еден крај на светот до друг, така да првите неколку години главно настаните кои што ви седев беа во Битола, во Македонија, во регионот. Имав, се сеќавам дека 95-та ми беше првото меѓународно гостување во Германија. Ракомет, меѓународен надпревар. Си имал трема некогаш така кога си се појавил? Да, секако, ама еден вид на позитивна трема, на тој адреналин, таа нестрпливост. Ставот кој го имаш дава доста сигурност и не се познава трема кај тебе, например, да тој од искуството веројатно. Ама на почетоците си имал некој така лапсузи. И не само на почетоците, таа некоја позитивна трема, таа некоја дополнителна емоција, потоа имав и доста јавни настапи, многу поспецифично е кога зборуваш пред огромна толпа на луѓе, исто така настап во живо, каде што се случуваат работи кои не мора да се цврсто врзани со сценарио и слично. Лапсузи секако дека има, сега не знам што Ајде вака ќе го преформулираме, дека биди, знам дека си често со нашите спортисти од градот на нивните настапи. Па дали знам дека имаше случаи со каменување на автобуси и така натаму, или тие пребирања помеѓу навивачите. Си имал некој такво искуство, си бил со ниво некој таков автобус? Не, сум бил на надпреварите на кои што тоа се случило, меѓутоа не бев директно инволвиран. Не е страшно во тие моменти онака да почувствуваш некоја страв да не се случи некој стампедо, не знам. Точно, имаше такви моменти. Можам да кажем дека еден од најспецифичните моменти така за извојување во кој што сигурно почувствував страв, не е јасно сите присутни, беше кога изгоре салата во Прилеп. Јас бев на почеток на кариера, бев, не знам, 17 години и внатре со публика се запали салата. Се запали салата, проблем со инсталацијата и не беше толку близок оганот, колку што тоа што го кажуваш ти, човечка емоција, стампедо, брзина, сите да излезат. Хаос малку, да. Да. Тоа беше непријатна случка. Инаку имало надпревари посебно кај нас во кој што имало прекин, тепачка на навивачи, каменување. А кај си се почувствувал најмногу горд еве вака посебно кога се игра македонски, да речем, спорт? Да почувствуваш голема еуфорија, гордост дека леле направивме некој голем успех. Кога било тоа твое искуство? Настапите на македонската фудбалска и македонската ракометна репрезентација ги следам практично од самиот почеток. И посебно ми е драго што фудбалската репрезентација во последните 10 години оствари големи резултати кои што претходно беа незамисливи за нас. Значи, најнапред се пласиравме на Европско првенство за фудбалери до 21 година, па потоа го добивме баражот, историскиот бараж во Тбилиси против Грузија. Се играше во ковид време, јас бев присутен на тој надпревар. Па потоа се пласиравме на Европско првенство, ги сеев сите три надпревари во Букуреш и во Амстердам на Европско првенство. Па победивме на бараж мечот во Палермо против Италија, против гигантот. Машала, имало успех. Значи, тука има 5-6 историски моменти за македонскиот фудбал и на сите бев присутен во живо и многу малку колеги. И кој е чувството во тој момент, онака да го гледаш дека пред тебе пишеш историјата на некој начин? Па, најспецифичен момент секако е победата во Палермо против Италија, со гол на Трајковски во 92-3 минута, пред цела италијанска јавност, еден
типичен фудбалски стадион препон со италијански навијачи и само ние малку македонци и малку навијачи од Македонија, инаку јас сум голем навијач на италијанскиот фудбал и на италијанската репрезентација. Меѓутоа тука нема никакви дилеми кога игра твојата земја. Јас го работев мечот од лице место и мора брзо да пишуваш, брзо да мислиш, брзо да работиш, а гол паѓа во 93-та минута и еден цел шаблон кој што го имаш на хартија и во главата се руши, меѓутоа има едно такво чувство на задоволство, на радост. Ми се чини дека еве тој момент, голот на Трајковски, победата во Палермо против Италија, е момент кој што би го извоил, еве тој е момент во кој што се почувствував многу горд. Победа во Италија против гигантот на светскиот фудбал Италија е момент кој ќе остане. Не знам дали воопшто некогаш тој ќе го повториме. Секако дека се надевам, имаме опции, игравме после тоа и нерешено против нив, но не се игра и не се победува Италија во гости секој ден. Тоа е историски успех. Голем успех вистина. А како го коментираш битолскиот спорт, на кој ниво сега се наоѓа? Дали е на добар пат, вака според твоја проценка? Да, секако на добар пат е. Последните 5-6 години е во голем раст и играчки, резултатски, организационо. Имаме Дали е вистина професионален спорт? Добри професионални организациони структури кои што се за пофалба. Значи, ракометот е некако спорт кој што се одвојува од сите останати, бидејќи е највисоко ниво. Последните 2 сезони е шампион, игра во Лигата на шампионите. Клубот е навистина организиран. По потпишувањето на таа ракометна платформа дојде до голем скок во размислувањата, во буџетот, во организацијата. Веднаш потоа настапите во Европа дополнително го професионализираа клубот. Барањата се тука многу големи и мене ми е задоволство што Еврофан-Перистер во тој поглед има 4-5 луѓе кои работат само во медија сектор. Значи тоа е голема бројка денес за медиум, а не за еден клуб. Значи 4-5 луѓе кои што го организираат цел тој медиумско-маркетиншки дел кој го налага еден професионален клуб од Лига на шампиони и го налага самата ЕХФ, која што е организатор кој има високи барања на организација. Значи истото го мислам и за фудбалскиот и за кошаркарскиот клуб, за помалите клубови. Битолскиот спорт никогаш не бил вака организиран, клубовите не должат никому. Конечно нешто добро да се случува во спортот. Секако зборувам јас со спортистите, сите со задоволство доаѓаат тука. Задоволни се тие вака? Задоволни се, живеат во прекрасен град кој што е во секој поглед најубав за живење. Кој може од нив да снима вака во југото некој интересен спортистите? Има многу репрезентативни имиња, има многу медиумски атрактивни имиња, добри говорници. Ајде ќе договориме некој. Најдеме опција и за ракометари, за фудбалер. Да, имаме сега... кошаркари исто така добри. Имаме индивидуални спортисти. Последните неколку недели еден мотокрос надпреварувач беше европски вице шампион, 3 боксери беа балкански шампиони. Да. Битола е спортски град. Има со што да се пофалиме и имаме исто сигурно за ниво југото. За да те мотивирам вака некако да направиме некој договор со спортистите не ми оди, сега малку ќе те дарувам. Може да направиме? Ајде вака сега делче по делче ќе си земам нешколку поклони ти носам. Да? Да, ајде ќе почнам со JK Travel. Пошто многу патуваш. JK Travel ти доделува Bluetooth звучник за да си слушаш музика. Супер. Таму кај што ќе си патуваш. Супер. Ете така, фала ви JK Travel. Корисен подарок. Ќе биде искористен сигурно. Да, јавна фаца си треба да се одржува нели и она начинот на стилот на кај што живееме. Мислам дека одличен стил ќе ти дојде парфемче од Ноир. Супер. Мислам јас ти го одбрав, се надевам ќе те бендиса. Може да го мириснеш ако сакаш. Ако ти се бендисва супер. Одиш. Ете така, одиме во Ива Бјути. Третман да си некој да си одбериш каков сакаш, по твој избор, имаш од Ива Бјути, сакаш на лице. Фала. Има милион работи, значи кои што можат да се одберат, фала ви Ива Бјути. Кучиња мачиња не знам дали чуваш? Некој домашни? Не, али имам блиски. Имаш блиски кои што можеш да му поклониш. 5 пусти доделува храна за милениците. Така да се за вашите миленици може да се најдете во 5+. Има уште? Има. Чекај, сега ќе видиш што ти носам. Значи, овде имаме вака од Ладара Парц неколку поклончиња, тоа е една компанија за резервни делови за автобуси и камиони. Ако негде патувате вака со спортистите, автобусот ако ви се расипи делче, може да најдете визитка имаш натре. И Simpex ќе доделува, пошто си знам дека си домаќин, ќе доделува, гледај каков сет на алати. Точно го држам. Од брендот M-Top. Ете, тоа е нашата битолска компанија. Сите поклони се корисни. Помени? Мислам дека е супер ќе ти дојде. Супер, фала. И се пошто многу поклони имаш, јас ти носам и ранец за да си ги собериш од Тргот 24.
И тука ти се најди за патување, така да Ветрогод 24, тоа е огласник кај што се може бесплатно да се поставуваат огласи, оној кој огласува или да си најдеш нешто. Фала многу, доста поклони, не знам. Имам уште малце. уште малку овде имам, гледаш, уште некој ваучерче ти дам. Се да изем сите. Не, чекај, грешка направив малце во ваучерот. Еве го другиот. Се гледа ова што ќе ти дојде. Ајде одма, телефон сервис ти доделува ваучер за да си поставиш, сега ќе ти кажам каква е го мојот телефон. Ова е фолија вака на стаклото, хидрогел фолија се вика, има во 3 модели, има една ова е мате мојата, има на privacy, ништо што не се гледа и една клин. Значи не е стакло и не пука, нема да ти пука телефонот. Значи е фолија. Така да телефон сервис тоа ти го доделува, ваучер од 1000 денари за кајоцо, знам дека не возиш кола, ама може и да ти се најде за некој друг. Само авион возам. Само авион, така да најчесто, почесто во авион си вистина, да. И очила за сонце или со диоптер од оптика диоптрика М 15% попуст. Добиваш од таму. Фала. Убај поклоните. Супер. Те натоварих со поклони. Супер, да. Фала ви на сите мои поддржувачи. Се ќе преминеме муабетот на малку приватно за тебе, значи во почетоците кога почна, кој те откри, како ти откри дека сакаш да бидиш пред медиуми, пред камера, значи некој ти рече, дете ти си за ваму, оди пробај се, или како почна ти, како се најде во медиумите? Првиот контакт со медиум ми беше во Радио Битола. Јас бев 7 годишен и случајно моите родители ме однесоа на во една емисија на Димче Миновски во која што беа спортски теми, меѓутоа беа и малку покомотни теми, полежерни, и таму прв пат ги имитирав спортските коментатори. Тој ми беше прв контакт со еден медиум. Така и започна ти оствари со имитирање на спортски коментатори. Така. Уште една работа знам дека си привлекол доста големо внимание, заради тоа што некои си од тие спортски новинари во тоа време биле помеки во односот на коментирање, а ти си бил доста гласен. На некој начин си викал и дури тоа привлекло внимание. Стилот мој е малку поинако, потемпераментен. Не дека имаше во бивша Југославија доста темпераментни коментатори кои што многу зборуваат, кои што главно се подпираат на тој стил, латински стил на коментирање, иако постои еден малку порезервиран, посмирен, по-западноевропски би рекол стил на коментирање, меѓутоа јас секогаш се држев на таа емоција, подосна со Те понесва самото од себе ти тоа. Така, значи сепак е ова спектакл и посебно кога коментираш во живо треба да му ги доволувиш на гледачите емоциите кои ти ги чувствуваш. Подоцна, многу подоцна јас запознав, другарувам, разменувам мислења со колеги од цела Европа, значи бев во италијанските медиуми, бев во шпанските, ја посетив Sky Италија, имам колеги од Rai со кои што соработувам. Што е интересен момент за тебе, збораш колку јазици? 5-6? 7? 4 јазици. Ја те префорсирав. Да, англиски, италијански, шпански, француски, така имам некој европските големи јазици, значи. Да. Имам талент за јазици, често и ги практикувам, често комуницирам. Tu hablar española? Sí, Sí. es muy fácil. Es muy fácil. А како ќе речеме, на пример, јас се возам во југото на Мими низ Битола на италијански. Adesso siamo in una buona compagnia con la macchina di Mimi, che è una macchina autentica, unica e che è una macchina dell'ex Jugoslavia, si chiama Jugo. Дури со образложение беше зашто Југо се вика, малку подразбрав. Како ќе речеме, ајде да се сабскрајбниме на YouTube каналот на Мими на француски. Attention maintenant, c'est une chaîne médiatique de YouTube, une personne importante ici. Et vous avez l'opportunité de continuer de suivre la transmission à la chaîne YouTube de Mimi. Одлично, прејако звучи, леле, добро звучи. Мислам, вака по звук. Француски е исклучително тешко и треба малку и да се чувствува јазикот. Јас еден период немав доволно пракса, меѓутоа имам доста пријатели во градот, дојде и доста спортисти со кои што комуницирав на француски, па треба пракса за да го обновиш. Иначе е исклучително тежок и најтежок од сите јазици кои што ги учев е францускиот. Италијанскиот е песна, шпанскиот исто така, англискиот се учи уште од рана возраст и е некако референца, мора да. А како би рекле на шпански, во Битола има многу добри спортисти.
en mi ciudad a Bitola hay deportistas excelentes, atletas excelentes, equipos también. Ова се разбрав, шпански разбирам, шпанските се реши гледа. Лесен е, доста лесен. Малку е потешко пота да се зборува, да се комуницира, ама мислам дека и ние сме како народ и ова поднебје тука доста кадарни за јазици, има многу мина кои разбираат. Да, модат јазиците некако во ова поднебје. Мишевски, за крај, да немаш некој уште интересна приказна така да твоите патувања да сакаш да споделиш, сметаш дека е добро да се спомни некаде, некој негде не те прашал, си рекол ова некој да ме праша. Тие се нешто теми кои што некогаш те си рекол како некогаш ова го немам кажано. Па има доста, не знам, еве ќе избавам пред 10 години бев во Белгија. Нашата репрезентација играше со Белгија и понад преварот во миг зоната ги чекавме фудбалерите и првата звезда на белгиската репрезентација Еден Азар дојде и мислевме сите дека ќе бидат пријатни, дека ќе бидат достапни, посебно заради тоа што победија. И дојде Азар тука пред македонските новинари и некако како да не му се зборуваше, не сакаше да даде интервју со изговор не знам англиски. И јас француски тоа бев на почеток и не знаев ни јас најдобро, ама реков сега Еден Азар е дај да се пробам, уникатна можност е и му реков не е проблем, ќе зборуваме на француски. И така неколку минути разговаравме на француски, одеше течно се како што треба и направивме интервју на француски, иако јас и претходно знаев и подоста се уверив дека човекот знае англиски перфектно, меѓутоа не му се зборуваше во моментот. И така некогаш треба да се биде и снаодлив, бидејќи тој тип на спортисти ги немаш секогаш достапни. Например, два пати разговарав со Новак Џоковиќ и два пати под паролот на Џоковиќ на Српска федерација гледаше на сат, вели 3 минути, 5 минути, брзо и тензија малку да направи. Кога имаш толку малку време, не можеш да прашуваш се и се што и мораш прашањето да го скратиш 3 секунди. Да, како игра Надал, како приватен живот, значи да излечиш нешто повеќе за кратко време. Така да. И уште со кој така големи имиња си ги спомна еве на Џоковиќ и па најтешко достапни се фудбалерите. Со доста од нив сум имал контакт, не е тоа. Знам да си поставува сликите и на социјални мрежите, гледаме дека си да. Класично интервју е многу тешко да се обезбеди. Меѓутоа, така некој брифинг, некоја кратка изјава по настан, пред настан, сум имал, почувајќи, не знам, Мишел Платини, Диего Симеоне, Јерген Клоп, Новак Џоковиќ, Жилко Обрадовиќ. Доста звучни имиња, значи. Така, значи со источок на не знам, Меси, Роналдо, НБА звезди, Рожер Федерер, со источок на тој топ левел, другото сум успел да стигнам до некој контакт, до разговор, до интервју, до приказна. Точно. И за крај вака ја секогаш молам на гостите да пуштат некоја порака до ние што ќе не гледаат, ама сега овај пат сакам да смениме со тебе бидејќи се ближи нова година. Што би си посакал ти за себе вака пред новогодишна? Што би сакал во иднина? Кај да се развиваш, кај да те носиш, што би си посакал ете некоја убава работа за тебе? Приватно или професионално? Еве нека е професионално да го имам истиот ентузијазам како досега, бидејќи животот тече, се менува, има многу случувања и во приватниот живот и во околината, нови предизвици. Така да јас го имам се уште тој ентузијазам и приватно и професионално, би си посакал да положам во тој правец. И животот ми е се само нездодевен, доста ми е динамичен, агендата полна, така да нека биде така и понатаму. Одлично, јас ти посакувам многу успешни моменти понатаму во твојот живот. Исто и тебе. Фала ти. Интересно. Значи ми е многу кеф што еве ние на некој начин сме колеги, бевме колеги во ист медиум, но во секој случај ти посакувам истина голем успех. Многу ми е мило што еве имаме човек од Битола кој што успева да направи нешто и во светски рамки, што е изваде значи државата надвор светски рамки и вестите ги носи кај нас од светот. Така да тоа беше Зоран Мишевски, спортски новинар, мој колега, можам слободно да го наречам, баш ми е мило, фала ти што ми беше гостен во Југот. Фала и тебе да си така успешен, инвентивен како и досега. Следиме те, пратиме како и сите. Така, поздрав и до вас, гледајте не, гледајте Југо, гледајте спорт со Зоран Мишевски. Чао, чао. Чао, чао.